Фамозната, слободно можам да кажам, Лиде на Венко, ексклузивно во Маестрално. И велам ексклузивно затоа што навистина си фамозна по социјалните мрежи и секојдневно ти има со најразлични фотографии, најразлични текстови појавени со твојот лик и со твоето име. Приказна која верувам дека ќе заврши во историјата на корона ова пандемија, заедно со Венко, заедно со короната и ти заедно со него. Колку ти доаѓа тоа колку ти е убаво заедно да те спроведуваат со Венко после цела оваа приказна која многу добро ја знаат гледачите? Па покрај многуте тешки ситуации што ги имав со тоа пропратно што идат, мислам дека надминав некои работи, дека ми годи. Ти годи? Ми годи. Кажи ми, ти доби корона и ја пројде короната, како во тој момент чувствуваше ли некој притисок од јавноста, бидејќи кажа на твоите социјални мрежи дека имаш корона, и што очекува? Имаше коментари дека намерно си добила корона и си сакала да добиеш корона токму поради тоа да те лечи Венко. Да, баш така беше. Ете, на крај крајва реши корона да фати само за да дојде до Венко. Па сега, не знам, јас со сила или намерно да се разболувам, не ни сакам, а особено не корона, пошто малце потешко е. Тоа што го поминав. Битно го пројде во најдобро. Да, битно добро се заврши, така да народот секогаш си зборува како што си ги сваќа работите самиот. Колку и да објасниш, не можеш да им објасниш. Нормално. Ти очекуваш од Венко да се видите за многу скоро на кафе. Ние пред да го продолжиме самото интервју, ќе го погледнеме неговиот одговор на твојот барање, а неговиот одговор го гледаме во продолжение. Има различни прашања. Ваша гледачка на пресконференциите под името Лиде постојано ве кани на кафе. Дали ќе пиете кафе со неа? Веднаш кога ќе помине оваа криза, да. Ете, го слушна одговорот и ти. Мислам дека сега, кога ќе дојдеш дома, полесно ќе спиеш. Помирна ти е главата? Кога ќе го погледнам господинот, стварно полесно ми доаѓа. Малце ми е тешко сега, бидејќи нели нема пресови, али надокнадуваат тие снимки што се на телевизија со ситуациите што ги разрешува со вакцините. Кажи ми, дали до сега си се осмелила во таа толпа на новинари, секогаш кога ги има пресконференциите, да дојдеш и ти? Некогаш па да го видиш во живо? Мислам дека тоа не е забрането. Па, помислам, не бев сигурна сега на што ќе налетам, како ќе се одвиваат работите. Значи, првиот случување со него се уште си го немало. Немам. Значи, кафето е дефинитивно она што ќе биде навистина на социјалните мрежи кога и да се случи актуелно, а се надевам дека токму нашата екипа ќе биде сведок на тоа нешто, токму затоа и те поканивме. Ајде кажи ми, кажав, приказната ја знаат многу луѓе, стана вирално тој твој коментар прв. Како се усмели тоа да го направиш и зошто? Покрај тоа што го сакаш веројатно и емотивно веќе. После зборот за кафето, поголема е љубовта. Така? Почетокот беше во принцип сум личност што сака да се шали, да биде позитивна, па и мрачните моменти поинтересно да ги интерпретирам. И гледајќи го пресот, имаше многу од народот негативни коментари, дали за короната, дали према самиот министер и меѓусебно што се напаѓа. И мине, пошто ми е преку глава од такви негативци, и решив, викам, зашто? Пошто цел народ пишува, викам, јас ќе напишам нешто. Така, да дадеш и ти твој коментар. Пошто така си сакам да си се умешам негде со коментари било каде по порталите или
не знам што. И напишав коментар. Прво ми беше приметено, малце, минимално, меѓутоа колешката што ми беше и стана интересно, пошто интересна сум ми. И другиот ден ми вика, пак има прес, што ќе напишеш? Викам, не знам, не сум размислила, чекај да видам, пошто спонтано ми доаѓаат работите. И гледајќи го на мобилниот, тој забележителен коментар што беше, колку повеќе ве гледам, толку повеќе сакам да седнам на кафе со вас, бидејќи јас кафето го употребив, бидејќи пијам по 3 кафиња на ден. Мислам, 2 во Кригла од Скопско, да не биде ова реклама. Во огромна количина. Да, во огромна количина и така. Заради тоа беше највеќе. Не знаев дека ќе стаса до тоа, чисто ради забава си коментирав така. Верувам дека такви коментари има многу, меѓутоа се случи токму ти да бидеш популарна и некако твоето име стана бренд Лиде Лиде. Гледаме и по твојата маска. Ти веќе си направи сама своето име, се го направи бренд Лиде на кафе, Лиде Лиде. Какви постојат ситуации кога ќе те сретне некој на улица? Дали те препознаваат веќе, бидејќи доста медиуми те поканија во нивните емисии како нас? Некои ме препознаваат, ама повеќето дали како се плашат нешто или немаат некои реакции. Не е битно, јас нормално си се однесувам си како што сум била претходно, немам некои промени. Си имала до сега некоја негативна реакција на некој кој би те сретнал? Не, за сретнување немав негативни реакции. Добро, или на социјалните мрежи? На социјалните имав доста, неочекувано доста. Значи, кога никого го забавуваш, мислам преценили сама себе, па после и другите околу, се забавуваат, а после те плукаат. Мислам, тоа не го разбирам тоа воопшто. Тоа е кај нас така. Нека им служи на чест. Јас ќе си продолжам и така да си бидам како што сум. Така, ти твојот пат го веќе навистина силно го чекориш, започна отвори свој YouTube канал, веќе снимаш и си направи некоја твоја YouTube емисија со Лида на кафе. Токму поради тоа фамозно кафе со Венко. Да, ради кафето. Направи свој Instagram профил каде што споредуваш фотографии на инфлуенсерки, на познати личности, заедно со тебе се фотографираш. Од каде идејата и што ти е целта? Па и претходно така во живо знаев да ги имитирам некои личности, онака ради забава. Со другарка ми и така ми дојде идеја како зашто не на Инстаграм, пошто јас не сум само на Фејсбук си бев. Таму ја направив страницата меѓувремено за Венко, Ретро Лиде. Таму имав мемиња со слики од министерот и реченици или мои мисли, некои така реченици што ќе кажам. А со джетсетърки, инфлуенсърки, фолкерки, како и да ги наречам, познати личности, да, имам добро ми... Мислам дека добра сум. Колку можам ги... Не можам комплетно да ги... да бидам како нив, не е ни... Па и не е ни поентата, да, гледам која гардероба да биде слична гардероба, меѓутоа не ја толку нели. Така. Тоа мощно, одлично ти оди, на социјалните мрежи те следиме, ќе видите гледачите, а пред самиот крај морам да те прашам, веројатно како што кажав и емоционално веќе го чувствуваш Венко и веројатно тоа кафе ќе биде навистина популарно и доволно само една фотографија, да. Како велат една слика 1000 зборови. Па дали може Венко, доколку не беше во брак, да очекуваше токму од тебе во кафето да добие прстен? Како што ти го очекуваш големото да од него? Вака сега, не е веќе интересно во брак да биде човек, нели? Зошто? Ќе бидеме како сите други, можеме да се засакаме и овака кога не сме во брак. Значи не, тогаш нема ни пречка ни сега да биде, иако е во брак. Некој како ќе си го разбере ова, така да...
Што и да кажам, ќе биде од другите испревртено, така да ќе оставам да биде како што сум го кажала моментов. И сакам да ги поздравам сите инфлуенсерки, джетсетерки, фолкерки, јавни личности, што нели на Инстаграм ги не само нив и други што правам пародија или ги имитирам. И се надевам дека ќе успеат многу повеќе да ги освојат сите врвови, бидејќи колку они се со инспирација, толку мене ми прават инспирација како идат они нагоре и јас покрај нив. Ги следиш. Да, веќе имаш значителен голем број на следбеници на Инстаграм и тоа веројатно ќе оди во нагорна линија и веројатно сите оние кои те следат го очекуваат првата фотографија со Венко конечно да видиме. Да, имам и други некои планови што би требало да не откривам све, нели, што би требало да се остварат сега пролет лето. Нешто околу дизајните со логото и уште некоја креативна работа што ќе видиме за тоа потоа. Веќе се гледа дека сакаш да се насочиш кон креативност и создавање на твојот бренд Лиде и помаската. Лиде. Јас те благодарам за твоето гостување во Маестрално, навистина ексклузивно, верувам дека ќе ги заинтересира сите оние кои не следеа и одговорот токму на Венко и се гледаме здравје на кафе конечно со Венко. Да го регистрираме тоа токму нашата екипа. Се надевам дека би требало, мислам, да се случи и да го поздравам господинот Венко. Голем поздрав до вас и побрзете со кафето. Така, ти благодарам многу и се гледаме во следна прилика. Фала.